Рускиот претседател Владимир Путин се очекува да го потпише законот со кој ќе ја овозможи на владата да го конфискува имотот на луѓето, кој ги осудува за намерно ширење лажни вести за руската војска. Законопроекта о негодяях и предателях. Овој закон е за измамници и предавници, за оние што плукаат по грбот на нашите војници, кои ја предале својата татковина, кои праќаат пари во земја што е во војна со нас или ако се во странство добиваат приходи со издавање на нивниот руски имот. Други прекршоци кои би можеле да доведат до конфискација на имотот вклучуваат непочитување на наредбата, дезертирање на војската, повикување на воведување санкции против Русија и учество во активности на противничка организација. Тие донесоа многу флексибилен закон што може да се толкува како што сакаат. Тоа им овозможува на властите да донесуваат секакви одлуки во врска со конфискација на имот. Ова е направено за да се осигура дека луѓето се плашат да се соберат пред амбасадите, се плашат да гласаат за кој било друг освен за Путин или да учествуваат во протести против владењето на Путин. Поранешниот пратеник во Руската дума и лидер на опозицијата Дмитрий Гудков сега е баран човек во Русија поради критикување на руската инвазија на Украина. Тој, кој веќе неколку години не живее во земјата, вели дека се ослободил од својот имот во Русија, но другите антивладини луѓе немаат толку среќа. Журналисти, политички активисти, Кога започна војната, многу луѓе ја напуштија земјата, новинари, политички активисти, јавни личности, познати личности кои не се согласуваат со власта, кои не ја одобруваат војната. Очигледно е дека многу од нив немаа време да го продадат својот имот во Русија и тие се оние кои ќе бидат таргет. Според ОВД Инфо, независен руски медиум за човекови права, против околу 830 лица биле покренети обвиненија за нивната антивоена позиција во Русија. Околу 1/3 од овие случаи вклучуваат обвиненија за ширење лажни информации за армијата. Џон Хербст, директор на Центарот за Евроазија на Атлантскиот совет, вели дека мерката е само обид да се сокрие вистината за воените злосторства на Русија. The Russian government wants to project a myth. Руската влада сака да проектира мит за активностите на руската армија во Украина. Тие сака да ги негираат воените злосторства. Тие сака да ги сокријат неуспесите. И така тие ќе ги казнат луѓето кои ги кршат тие митови. Ендрю Вуд, експерт за руска политика во Chatham House, со седиште во Лондон, вели дека е важно властите да создадат илузија за масовна поддршка на Путин. Opinion in Russia of the Мислењето во Русија за неефективните достигнувања што ги има во војната и причините за незиното започнување, поплаките на луѓето кои имаа роднини или партнери во првите борбени редови против она што се прави се зголемија. И мислам дека самиот Путин е посвесен за фактот дека неговата контрола не е толку голема како порано врз руското население. Експертите велат дека е малку веројатна масовна конфискација на имот, но тие очекуваат владата да ги таргетира поединците кои ја критикуваат војната.